1,8 милиарди денари или 30 милиони евра на име субвенции. Денеска владата исплати на над 19.000 тутунопроизводители. Парите се однесуваат на реколтата од минатата година. Во ова кризна состојба, настанатата заради глобалната пандемија, наш врвен приоритет е да им овозможиме максимална поддршка на земјоделците за непречено производство. Субвенциите, како финансиска поддршка за одржливост на земјоделското производство во овие кризни времиња се клучни и ние таа наша обврска денеска ја реализираме. Овие средства во ова време на економска криза се добро дојдени и за семејствата кои произведе и предале тутун, но и за целата домашна економија. Со овие средства тутунарите можат да купат се што им е потребно за новата реколта или да ги реинвестираат овие средства во нови култури. Тутунопроизводителите парите ќе може да ги користат од понеделник. Начинот на користење е поделен во две групи. Во првата се тутунопроизводителите кои немаат платежни картички. По утврден азбучен ред, своите пари ќе може да ги подигнат од банкарските шалтери од 21 до 24 овој месец. Во втората група се оние со платежни картички. Уште еднаш препорака до граѓаните да ги користат платежните картички наместо готовината, како што посочив, побезбедно е од секој аспект, а уште повеќе во денешните услови. Верувам дека оваа криза ќе не научи на многу нешта, воедно можеби ќе придонесе да промениме дел од долгогодишните навики кон подобри и посовремени. Сакам да истакнам и да порачам да не се користи готовина, оние кои што немаат потреба од истата, да не одат во редици во гужви да ја вадат, парите се легнати на сметките и истите ги имате и се ваши како што беше посочено. Експозиторите на банките во градовите, во кои ќе се исплаќаат субвенциите, ќе работат со продолжено работно време од 8 до 17 часот, а земјоделците ќе може да се движат до 18 часот.